Време за последниот разговор во нашето студио. Продолжуваме на тема спорт, поточно зборуваме за фудбалот, промовираме млади и успешни таленти во нашето студио. Токму овие таленти ја започнаа својата приказна преку кампот Реал Спортинг Хихон, кој беше реализиран во Скопје, а од тука замина и за Шпанија. Ги представиме нашите денешни гости. Добро утро за Марио Саменковски, Дамјан Анастасовски, нивниот тренер Александар Арсовски. Добро не дојдовте во емисијата. Навистина ни е драго кога вака млади, успешни деца, денески светски ден на талентираните деца, имаме можност да зборуваме на тема спорт, на тема фудбал со вас. Ви благодарам за поканата и за убавите зборови што ги споделивте, нели, за овие деца. Сакам да истакнам дека кампот на Спортинг Хихон во Скопје помина одлично. Шпанските тренери беа премногу задоволни од тоа што го видоа и од квалитетот на сите деца што беа, нели, на кампот, не само на нив двајца, но во нив двајца видоа некој квалитет посебен, некоја ментална сила и технички елементи кои што, нели, за нив беа знак да ги повикаат една недела на тренажен процес во Спортинг Хихон. Исто така таму задоволија и беа одлични, со што во иднина ќе бидат поканети на турнир да играат за Спортинг Хихон на некој од турнирите во Шпанија. Се надевам дека и таму ќе не представат. Да, навистина имаме квалитетни деца, особено кога станува збор за фудбалот. Како започна оваа ваша фудбалска авантура? Ајде, Марио, ќе започнеме со тебе, па Дамјан. Јас тренирам од 2019 година, тоа се веќе околу 7 години. Почнав со љубов према фудбалот и од секогаш сум на терен и не се двојам од фудбалот. Како си помина ти во Шпанија? Шпанија беше супер, беше тешко, но беше многу добро и многу добро искуство и дадов се од мене и тренерите беа задоволни. Да, и се надеваме нормално дека повторно ќе заминат за Шпанија. Дамјан? Да. Какво е твоето искуство со Шпанија? Како започна твојата фудбалска приказна? Мојата фудбалска приказна започна во 2019 година со голема фудбал, со голема љубов кон фудбалската топка, да тргнам и да играм. Како си помина ти во Шпанија? Прекрасно, дадов се од себе, многу добро искуство е тоа за мене. Одлично. Тренерот Александар, како почна? Значи вие приказната, како дојде оваа соработка, односно како? Па вака, откако почнав, нели, да се бавам со тренерската работа, ни треба постојана едукација, нели? Посетував многу онлайн семинари и, нели, што ги организира дел од шпански клубови, дел од европски клубови, едноставно се роди тој контакт со Спортинг Хихон. Луѓето беа отворени за соработка и почнавме да размислуваме во тој правец да организираме нешто, да им дадеме шанса на дечиња од нашата држава, бидејќи ни треба да се запознаеме со некој систем што се работи надвор од тука, да видат децата дека треба да бидат дисциплинирани, професионални во својата работа, да бидат доследни на тоа што го работат и на крајот денот да веруваат во тоа и секако ќе има успех доколку се тоа се склопи во едно. Што се значи тоа за вас и за младите таленти? Што добиваат како бенефит? Каде може да ги однесе оваа соработка? Пред се они добиваат едно животно искуство, како е да бидат на повисоко ниво од тоа што е тука. Таму се работи по нивна филозофија која што се темели на брза игра, одлуки, да се носат под притисок и ментално да бидат силни, ангажирани во секој дел од теренот, на секој момент да бидат будни во играта, за разлика од кај нас што темпото е малце поспоро, нели, и се останато и квалитетот си го прави своето. Тоа за нив е големо искуство, бенефит за понатака, да останат доследни, да работат и ќе видиме кај ќе не однесе. Се работи за сериозни тренинзи со оглед на тоа дека и Марио спомна дека било и напорно и тешко. Апсолутно, напорно и тешко, но за нив е голема лекција. Тоа па и за нас како тренери да го гледаме, да го видиме и да го примениме, да помогнеме
што повеќе во фудбалот. Меѓутоа, може да го издржат во секој случај. Може, да. Да, преку фудбалски камп всушност се покажа и квалитетите кои што ги поседуваат, се разбира, нашите деца. Колку сте вие двајца задоволни како играчи, и ова прашање ќе биде исто и до тренерот, како тој е задоволен од вашето представување, всушност и од другите деца, нели, тие кои што беа дел од тука од Скопје, како вие сте задоволни лично? Јас сум многу задоволен од моето искуство во Шпанија и што беше, и сакам понатаму да продолжам да идам во Шпанија и некој ден да станам играч за клубот на Шпанија. Се разликува ли играта на тие деца од нас? Имаат ли поинаква можеби дисциплина од она што вие сте научени тука кај нас? Дисциплината кај нив е подобра, дека тренерите таму се многу по-квалитетни, строги, ама квалитетни, кажуваат многу повеќе работи, многу повеќе не учат и затоа е многу подобро. И квалитетот е подобар, дека има подобри тренажни процеси, затоа. Дамјан, какво е твоето искуство? Јас сум многу задоволен од тоа што го покажа во Шпанија. Се надевам дека ќе имам и други прилики да идам таму. И многу добри беа тренинзите, тренерите, те тера да работиш под голем притисок на мал простор. Александар, споменуваат голем притисок. Има ли притисок тука кај нас кога се игра фудбал? Можеби родителите прават поголем притисок од тренерите, а тренерот сепак има клучната улога. Сега зависи што сваќаме под притисок. Под притисок може да сватиме притисок од дома према детето, ајде играј подобро. Притисок од тренерот, ајде да победиме. Значи, тие два притисоци не се во игра во Шпанија. Во Шпанија е притисокот на теренот противникот. Значи, ако тренираме некоја вежба на краток простор, имаме огромен притисок од противничката екипа во даден момент за да реагираме побрзо со топката, да дадеме да се отвориме. Збориме за фудбалски притисок, не оној притисок од родители, тренери, се останато. Тој притисок, за жал, кај нас е многу послаб, а треба да биде многу појак и да ги учиме децата да играат под повисок интензитет. Значи ли дека тој притисок ги мотивира да бидат уште подобри на терен? Сигурно, ги мотивира и ги прави подобри играчи. Значи, носат побрзи одлуки, ги тера побрзо да размислуваат кога телото е заморно и тоа е моментот на кој треба да тежнееме сите да ги тераме децата да играат на тоа ниво. Што се значи Спортинг Хихон? Дали освен таа дисциплина се учи некоја нова техника со оглед на тоа дека имаат огромна традиција, формирани се негде во 1905 година, што имам јас како информација? Така, еден од најстарите клубови во Шпанија. Мислам да, 1905 формирани. Они имаат, значи, онаа препознатлива шпанска филозофија во која, нели, се игра со кратки пасови по земја, огромен интензитет и многу се посветува внимание на игри на скратен простор. Што значи Спортинг Хихон? Значи дисциплина, професионалност и напредок за секој што би отишол таму да го види тоа. Без разлика на разликите од тука до таму, кога ќе отиде наше дете, техничките елементи се многу битни. Значи, ако го имаме темелот, имаме се. Во нив видоа технички елементи прекрасни, со кои, значи, они се издвојуваат и по тоа што ја разбираат играта, имаат поглед позади пред да дојде топката кај нив, скенираат простор пред да дојде топката, значи однапред да мислиш. Фудбалот се игра со глава. Ја викам секогаш нозете, рацете се само алатка, да, значи мозокот прави се. Да, фудбалот е адреналин и страст за сите оние кои што играат. Што значи за вас тренингот? За мене тренингот е многу битна работа, дека преку него може да напредуваме и без него ништо не може да се направи. За тренинг треба да имаш дисциплина, да го сакаш да тренираш и многу други работи. Тренингот е нешто најбитно што го прави целиот играч и без тренинг не може да се стане играч. Дамјан? На секој тренинг треба да сме 100% фокусирани, што преме да тргнеме сите други работи од главата и да ги поправаме своите грешки. Колку пати неделно ви имате тренинзи? Марио, ти си 2012 генерација, Дамјан е 2013.
Кај мене, во мојата генерација во Бутел, секоја недела имаме по 3 пати неделно тренинзи и преку викенд утакмица регионална. Секој викенд фудбалска лига. Така. Исто и кај нас имаме по 3 тренинзи, на викенд имаме по една утакмица. Дали сега сте подисциплинирани и тука и дали сега ви изгледаат лесни тренинзите кои ги имате дома? За разлика од Шпанија, тука тренинзи се полесни, но пак има интензитет и тука, иако е малце посла, пак треба да се залагаш за да играш на тоа ниво. Браво. Интензитетот тука е помал, таму е многу поголем. Некои, ако имаат децата желба да играат и Ќе почнете да учите и шпански? Ќе Ќе мора Александар, полека. колку време трајат овие кампови и се откриваат ли оние вистински таленти кај дечињата, затоа што ете, можеби добиваат шанса повеќе дечиња, меѓутоа сепак неколку се одвојуваат од останатите. Како и кај нас нормално. Сегде е така, значи камповите траат обично 5 дена до една седмица, 7 дена максимум. Тука може да се воочи талент, но видете дисциплината и менталниот склоп на еден човек, па и на едно детенце не можеш да го видиш, нели, за 5 дена или за 7 дена, затоа се бират по критериуми кои што се, нели, технички, тактички елементи, се гледа во даден момент и менталната сила кај дечињата, нели, ќе се изгуби топката, па дали стига да ја земе и се останато, но повеќето деца кои што се пријавуваат на камповите се деца кои што се квалитетни и кои што сонуваат да бидат, нели, професионални фудбалери. На тој камп пред се треба сите кои доаѓаат да знаат дека доаѓаат да учат нешто, да се стекнат со некои нови вештини, па во втор план да биде тоа кој е најдобар, кој не е. Може да се случи најдобриот на овој камп да не направи ништо од кариерата, да тргне по некој си друг пат понатака, но тој што бил, не знам, не бил одбран, може да стане фудбалер, а го посетил кампот и тоа допринело да он напредува во својата кариера. Треба да се биде упорен. Да, треба да се биде упорен, тоа е многу битно. Кај Дамјан се играчи во фудбалскиот клуб Бутел, кај ни веднаш се виде потенцијалот. Постојат ли и други деца кои можат да го поминат овој камп? Да. Па ФК Бутел е една школа која работи професионално, се залагаат многу, имаат премногу дечиња, имаат квалитетни генерации, мислам дека сите генерации се квалитетни, нема генерација која е лоша, тоа говорат и резултатите кои секогаш ги ставаме, нели, во втор план. Јас работам како тренер таму. Има дечиња и во таа школа, има дечиња и во цела држава кои што се квалитетни. Може да издвоиме од Бутел, мислам дека и 2 дечиња плюс што играат и за репрезентација до 12 години. Тоа не е случај со Марио, но нормално, што Марио ги поминува работите во Шпанија како што треба, исто и Дамјан, очекуваме да бидат, нели, повикани или следени. Имате повеќе работа со поталентираните деца, нешто дополнително да се фокусирате на... Видете, во раната возраст не е и премногу препорачливо да се фокусираме на индивидуална работа со дечињата, зашто сепак се деца треба да уживаат, да имаат детство, да не биде се само фудбалот, нели, битно е училиштето и се останато, но како растат и полека навлагаат сериозно во фудбалот, да, треба да се работи индивидуално на сите што ги има, да речеме, мани, да се отстранат и нормално и врелините нивни да се тренираат и да се усовршуваат. Добро, и се разбира фокусот на секој тренинг е пред се дружење, затоа што како што споменавте вие, ова се деца кои што започнуваат некако да ја градат својата приказни, се надеваме дека ќе биде војнина многу успешна. После успешниот престој во Шпанија. Кој е вашиот следен предизвик? Ево, исто прашање за сите тројца. Ајде ќе започнеме со Марија. После Шпанија, мене ми беше чест да идам таму да тренирам со тренери од таков клуб. Мене ми е сон да станам професионален фудбалер и... Имаш ли омилен клуб? Каде што се гледаш, можеби? Омилен клуб ми е Реал Мадрид. Понатаму би сакал да играм за него и да станам славен фудбалер.
И се надеваме кога ќе играш за Реал Мадрид, ако тоа се случи, дека ќе напуканиш мене и драги, затоа што ни беше денеска гости. Да. Дамјан? Како беше прашањето? Кој ти е омилен клуб, каде сакаш да Омилен играш? клуб кај што се гледам ја во иднина е Барселона. Ја сакам нивната брза игра. Вечните ривали. Да. Реков, јас ќе мора да учат шпански. Да, да. Чим таму се гледаат. Еве прашање до тренерот, колку е тешко да се препознае или лесно талент кај дете или нешто посебно што вие го сметате дека треба нели да се издвои да. Видете, талентот се препознава врз тоа ако погледнеш како детето ја разбира играта, дали ја чита, дали се отвара на право место, има добар пас, има добар дриблинг, значи технички е добар, главата му е горе додека игра и тие се тие елементи што се првични за да видиш дека некој може разбира фудбал, ќе продолжиме понатака да видиме што ќе се случи. После идењето во Шпанија, значи останато е на дечињата да работат, не само они, мој апел е до сите кои што се занимаваат нели со фудбалот да бидат упорни, да работат, да не се откажуваат, да ги слушаат инструкциите од тренерите и само на тој начин може да се надеваат дека може нешто да направат. Оваа држава мислам дека има таленти, само треба добро да се обликуваат. Они се исто така поканети во септември следното лето на турнири во Шпанија, што ќе ги игра Спортинг Хихон, да играат за Спортинг Хихон на тие турнири. Дефинитивно ќе им треба шпанскиот јазик. И мислам дека и таму ќе се покажат во добро светло и ќе биде една убава приказна на крај. Верувам дека пред се сонувате да играте за нашата фудбалска репрезентација. Утре имаме натпревар, игра Македонија. Очекуваме пласман сите на светско првенство. Okay. Кои се вашите очекувања? Ќе гледате ли ви утре фудбал? Да, дефинитивно ќе гледам утре фудбал и се надевам дека Македонија ќе успее се квалифицира за светското. Би сакала ли ти некојаш да играш за нашата репрезентација? Да, и тоа ми е едно големо, како да кажам, сон исто така да играм за мојата репрезентација и да ја представувам на големо ниво. Се разбира, тоа е сон на секој дете, Дамјан? Нормално ќе гледам Македонија, сите очекуваме победа. Ја искрено мојот најголем сон е да играм за репрезентацијата и да се покажам на големо ниво. Александар, која е вашата порака до сите наши гледачи, до најмладите? Верувам никогаш да не се откажуваат од својот сон пред се, да тренираат. Овде зборуваме за фудбалот, меѓутоа ете спортот е една убава и здрава навика за секој дете. Во секоја работа, во секој спорт, па и фудбалот, треба да бидеме упорни, истрајни и да го очекуваме резултатот, но не преку ноќ, да го очекуваме резултатот со континуирана работа и со многу години посветеност во секоја работа, мислам дека резултатот сам ќе си дојде. Да, и се разбира, ве очекуваме повторно да ни бидете гости. Убаво да поминете следниот пат во Шпанија, кога ќе се вратите, да не дојдете со нови искуства, да споделите тука со нас. И ете, нека остане таа желба, нека биде реалност. Всушност, да играте никогаш за нашата фудбалска репрезентација. Ви благодариме многу на поканата.